Значи, зошто опозицијската ВМРО ДПМН смета дека оваа операција е политичка, а не статистичка, како што смета владеачкото мнозинство? Поради многу сомнителните потези кои што настана од самиот почеток на иницирање на овој закон. Прво, законот беше пуштен во редовна постапка, па потоа беше повлечен, беше ставено европско знаменце и се скратија процедурите, односно можноста да се дискутира по ова законско решение врз основа на тоа што знаеме дека долги години во Република Македонија немало попис и дека треба да го направиме како статистичка операција која што ќе ги даде релевантните податоци за планирање на иднината, односно стратегиите во Република Македонија. Дополнително на ова, поднесовме само 26 амандмани како ВМРО ДПМН кои што беа технички, суштински, амандмани кои што баравме подобрување на самото законско решение кое што има низа аномалии во него. Од самиот почеток немаме поимник во самото законско решение. Ние немаме методологијата. Ги немаме основните дефиниции за резидентни граѓани, државјани, место на живење, стално место на живење. Имаме ставено двоен подпис за утврдување на резултатите. Зошто ни е потребата од двоен подпис? Ако е навистина една статистичка операција која што електронски ќе се изведува, податоците ќе си ги даде самиот компјутер, а не да мора да се подпише министерот, се извинувам, директорот и заменикот директор кој што едноставно ја врши улогата на заменик на директорот кој што треба да ни ги даде тие податоци. Така да дополнително фингерпринтот за кој што не убедува дека е скапа статистичка операција, а која што ДИК согласно последниот изборен закон кој што сите го гласавме, требаше да ги даде да ги набави оваа опрема и таа опрема може да се набави. Значи, дел од суштинските амандмани не беа прифатени. Имавме реални барања од Алијанса на албанците за барање за одлагање за некој месец за пописот како би можеле бројкиве да ги видиме и да одат во тенденција на намалување. Пола Европа има одложено попис за 2022 година. Зошто во Република Македонија власта упорно тера еден попис кој што сакајки да и ВМРО ДПМН поддржувајќи попис со кој што ќе ги добиеме реалните резултати, фрлаат сомнеж на самата операција. И затоа велиме дека не е статистичка, туку е политичка операција. Опозицијата обвинува дека пописот е политичка, а не статистичка операција. Вие сметате дека пописот е статистичка, а не политичка операција. Зошто? Да, постојано ги слушаме тие обвинувања, но доколку сакаме да бидеме навистина објективни и го погледнеме законот за попис, тогаш во никој случај не можеме да се согласиме дека овој закон ќе овозможи политичка операција да биде пописот. Пописот е и мора да биде статистичка операција. Законот е во согласност со Евростат, препораките на Евростат, 4 регулативи се испочитувани и една препорака на Обединетите нации, односно Евростат. И мислам дека самиот факт што целата операција е во надлежност исклучива на Државниот завод за статистика и 50 пописни комисии во 50 пописни региони, значи под исклучива надлежност, како што реков, на Државниот завод за статистика, јасно кажува дека оваа операција ни најмалку нема да биде политичка, туку ќе биде навистина статистичка операција согласно законот и потребите, она што всушност значи пописот, ќе ја спроведат единствено одговорни по закон луѓе одговорни за спроведување. Тогаш која е причината што опозицијата тврди дека станува збор за политичка операција? Видете, јас не можам се уште не можам до крај да ја разберам вистинската причина, бидејќи ако судиме и по амандманите кои што беа поднесени на овој закон од страна на опозицијата, и тука зборам вкупно, мислам дека беа 37 амандмани, од кои што најголемиот дел од ВМРО ДПМН, ќе видиме дека тие амандмани, мислам, се формални амандмани кои што немаат ништо суштинско во делот на подобрување на текстот, ниту пак доколку навистина сметале дека овој закон политички ќе направи да биде спроведена операцијата, значи во тој контекст да бидат и амандманите. Напротив, амандманите беа да се одложи пописот во 2021, па да има фингерпринт.
единствено нешто што мислам дека може да оди во тој правец е нивното барање за формирање на посебна пописна комисија. Сега кажете ми вие мене, дали формирање на посебна пописна комисија не е отварање можна врата за повеќе политички влијанија, отколку да оваа операција, како што впрочем е во сите современи држави во целиот свет, ја спроведува единствениот по закон надлежен орган, а тоа е Државниот завод за статистика.